Вечерва во студиото го имаме господинот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Велите во соопштението загрижени. Дали верувате дека некој прави притисок врз ДИК да се направи некоја скаламуција околу овие приговори и новите и пратеничките мандати кои што веќе ги објави? Да, најпрвен добра вечер за вас и за вашите гледачи. Сме сериозно загрижени затоа што овие избори кои што ги бараше СДСМ требаше да бидат крај на политичката криза со почитување на изборната волја на народот во Македонија. Изборната волја е 455.000 гласачи за ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и 20.000 гласови помалку за опозиционата коалиција. Тоа ДИК треба само да го верификува како што ги имаше и прелиминарните резултати. Загрижени сме што ДИК ги одложува своите седници, што председателот на ДИК прави големи паузи и одредени пропусти и гледаме дека сето тоа заедно со приговорите е еден смислен концепт за постизборен инженеринг, што значи фалсификување или изигрување на веќе изразената волја на гласачите. Не случајно Социјалдемократскиот сојуз поднесува приговори за прегласување во 6-та изборна единица. И двојката, само двојка и шестка. И не случајно БЕСА поднесува приговори за прегласување само во 2-та изборна единица. Зошто се одбрани овие изборни единици? Затоа што таму е најмал количникот и најмала е разликата каде што СДСМ би можела со евентуално превземање на некои гласови од БЕСА во 6-та изборна единица да добие пратеник на штета на веќе добиениот пратеник на ВМРО-ДПМН и со иста трговија политичка СДСМ да ги даде гласовите на БЕСА во 2-та изборна единица, каде што БЕСА, за разлика од сегашниот резултат, би добила еден пратеник повеќе, би ја изиграла волјата на сегашните гласачи и резултати и би одзела пратеник од ВМРО-ДПМН. Ќе ви кажам само два примери, каде што имавме едни повидни, да кажем, јавни личности како наблюдувачи во некои од оспорените избирачки места. Министерот за одбрана Јолевски беше наблюдувач во избирачкото место број 2080 во село Шипковица, едно од оспорените. Кои беа резултатите во село Шипковица? ДУ има освоено 203 гласа, ДПА 56, БЕСА 48, СДСМ има 7 гласови, ВМРО-ДПМН има 4 гласови. Што значи тоа? Никој не ставил никаква забелешка во ова избирачко место, цел ден поминал максимално регуларно и сите го подпишале записникот како регуларен и исправен избирачки ден. И сега СДСМ поднесува приговор за агитирање на избирачко место како основа за прегласување. Вториот момент е оспорување на избирачкото место 1120 во село Отлја, Кумановско. Таму наблюдувач беше министерот Владо Пешевски. Наблюдувачи има и БЕСА, и СДСМ, и ДУ, и ДПА, сите партии. Изборниот ден поминал. Народот изразил волја. За ДУ 98 гласови, за БЕСА 73, за ДПА 33, за СДСМ 37 гласови во село Отлја и за ВМРО-ДПМН 0 гласови. Зборуваме за многу мал број на гласови, тоа се гласачки места каде што, како што велите, 35, 20... Тоа се гласачки места со помал број на гласови, но се повеќе гласачки места таргетирани и затоа не се оспорува ни едно гласачко место во 5-та изборна единица, ниту во Кичево, ниту во Велес во 3-та изборна единица, ниту во Скопје, ниту во Ресен, ниту во Гевгелија во 4-та изборна единица, затоа што таму разликата во добиениот број на гласови мандати е голема и не може да се направи никакво манипулирање со избирачката волја. Овде станува збор за класичен договор, каде што БЕСА и СДСМ прават трговија, БЕСА да гласа за СДСМ во изборната единица 6 и така СДСМ да добие пратеник плюс, ВМРО да изгуби, СДСМ своите гласови со договор и трговија да ги пренесе на гласачите на листите на БЕСА и БЕСА да добие пратеник во 2-та изборна единица. И едниот и другиот. И едниот и другиот на штета на ВМРО-ДПМН. Ние сметаме дека на овие избори и овие 2,5 години направивме премногу концесии, одстапки, толеранција и исполнување на различни барања на опозицијата. Државна изборна комисија, медиумски мониторинг, прочиштување на списоци, бараа фантоми, не најдоа фантоми и се друго кое што малтретирање поминовме. За да стигнеме до избори. Човекот кој што цело ова малтретирање го направи, господинот Зоран Заев, кажа условите за фер и демократски избори се постигнати и дека тој, ако победи на тие избори, ќе биде премиер, ако изгуби на тие избори, следниот ден ќе си даде оставка од сите партиски и општествени функции. И цела криза
Ова е само обид на СДСМ за продолжување на кризата, за да може Заев да се спаси од сопствената оставка која што сам ја најави. 51 пратеник за ВМРО ДПМН после 10 години на власт и превземање на голема одговорност е многу добар резултат. 49 пратеници за СДСМ е пораз на овие избори и очекуваме да бидат цивилизирани и Заев да им честита на граѓаните кои што избрале една или друга политичка опција наместо да прави вакви политички кризи. Законот е јасен, господин Милошевски, доколку немало во записникот во текот на денот забелешки за ниту можност, никој од наблюдувачите од партиите не ставил забелешка дека имало било какво кршење на процесот на гласање, тогаш сите оние приговори за агитирање, за нерегуларности, веднаш процедурално би требало да паднат во вода, нели? Приговорите очигледно и за тие што имаат основни познавања од правото се гледа дека се неосновани, затоа што кога мене ќе ми стигне записникот од Шипковица или од Дотлја, каде што ниеден не ставил сериозна забелешка или приговор за текот на гласањето, тогаш се гледа дека изборниот ден поминал во ред. Но треба да се знае дека денешното одложување на седницата на ДИК, ние се сомневаме дека председателот Чичаковски ја има направено се со цел да може во оваа ноќ и утрешниот ден дополнително да се влијае на одредени членови, да се пробаат со домашни, можеби некои други актери, да се прави одреден притисок и одредена приказна и фама за наводен изедначен резултат, за да се заштити неговиот ментор, господинот Заев. Но ние сметаме дека овде не е важна судбината на Заев, туку е важна судбината на Македонија. И не е важно кој што мисли за изборниот резултат, важно е како политичар. Господинот Заев треба да ја почитува волјата на народот и утре ДИК има извонредна шанса да ја потврди волјата на македонските гласачи, рамноправно за сите политички партии, или, ако работи противзаконски, господинот Чичаковски треба да знае дека тоа не само што носи кривична одговорност, туку тоа може да предизвика навистина голем револт кај луѓето кои што 2,5 години биле трпеливи и го чекале овој момент да го изразат своето политичко верување. Одложувањето сепак го има, утре ќе видиме што ќе каже ДИК, што доколку овие сценарија кои што вие сега ги кажувате дека сте загрижени дека е можно да се случат, се случат. Следно е нели управниот суд, меѓутоа ете, доколку ДИК излезе така, сепак тоа ќе направи револти кај едните и другите граѓани. Наше мислење е дека членовите на Државната изборна комисија, посебно председателот, треба да си постапуваат според законот и да ги видат сите записници и да утврдат, да признаат и да посведочат дека во најголемиот број од записници во Република Македонија, речиси во сите избирачки места, нема сериозни суштински забелешки или прекршување на било каква процедура. Граѓаните покажаа големо достоинство во гласањето. Такво достоинство треба да покаже и Државната изборна комисија. Доколку работат спротивно на волјата на граѓаните и се обидат да го изиграат она што народот го одбрал како своја политичка опција, без разлика за која политичка партија, мислам дека ризикуваат да предизвикаат голем револт кај мнозинството граѓани во Република Македонија и со тоа самите да сносат одредена одговорност и последица за настаните што потоа би се случувале. Господин Милошевски, многу пати за овие 2 години помисливме ете, до овдека е, завршува кризата, 3 пати ги одложувавме изборите, еве сега имавме избори, повторно јавноста мислише готово, ќе заврши кризата, повторно имаме. Дали очекувате дека ќе дојде крај, дали очекувате дека господинот Зоран Заев, доколку Државната изборна комисија остае на овие бројки кои што сега нели вчера ги лиферуваше, 51 пратеник за ВМРО ДПМН, 49 за СДСМ, дека конечно ќе излезе, ќе ви честити, дека тоа ќе биде крај на политичката криза, или? Моето мислење е дека господинот Зоран Заев во нормални политички и економски услови не може да се истакне. Тој успева и политички се одржува само во услови на криза и на чело на неговата партија и во делот на македонската политика. И затоа јас искрено би сакал да не сум во право, но се сомневам дека тој и во следниот период ќе сака да продолжи и да ја поттикнува ваквата политичка криза без разлика на одлуката на ДИК. И откако ДИК би ги потврдила резултатите со победа за коалицијата за подобра Македонија, мои очекувања се дека дури и во собранието на Република Македонија господинот Заев би се обидувал да прави криза се со цел да се задржи на челната позиција на СДСМ и со тоа да си покрива некои своји лични судски проблеми кои што ги има. Што значи се уште можеме да очекуваме се и се што во Македонија?
Да се надеваме и на некои позитивни изненадувања. За нас би било пријатно изненадување ако господинот Заев покаже демократски капацитет и не мора нам лично како политичари или како партија, туку на граѓаните да им се обрати и да им честита за нивниот избор на овие парламентарни избори кои што тој ги бараше.